Националната установа Центар за култура Бели Мугри по 2-годишна пауза оваа година ја организира младинската ликовна колонија Свети Пантелеймон 2022. Колонијата ќе се одржи во периодот од 15 до 18 август и истата е дел од годишната програма на установата по целосно покровителство на Министерството за култура на Република Македонија. По долгогодишна пауза во 2012 година општина Кочани организираше детска ликовна колонија која беше насловена како Свети Пантелеймон, пошто и со самото сместување и творење на учесниците се одвиваше во манастирот Свети Пантелеймон во селото Пантелеј. Ликовната колонија беше отпочната со реализација во рамки на манифестацијата Кочани град на културата за 2012 година во Република Македонија. Учесници беа талентирани ученици од повеќе градови низ Македонија, од Скопје, Куманово, Кочани и Прилеп. Поради интересот и прекрасното искуство на организаторите и на самите учесници на оваа ликовна колонија, истата во континуитет продолжи да се реализира и до ден денеска. Оваа ликовна колонија е од голем важен карактер за изградба на еден млад ликовен творец, според тоа очекуваните цели до сега покажаа голем ефект и се очекува дека оваа ликовна колонија ќе ги прошири уметностите и пријателствата помеѓу идните ликовни автори преку самата дружба и работа. Оваа година учесниците се на возраст од 15 до 18 години и се предводени од менторот магистар Александра Димитрова, стручен соработник за визуелни уметности во Центарот за култура Бели Мугри во Кочани, каде преку разговори и сугестии се надоградуваат и реализираат преку сликање и творење. Ликовната колонија Свети Пантелеймон оваа година ќе трае 4 дена, каде во сите денови им предстои исполнета програма со активности, дружење, ликовна едукација и образовно-ликовно доусовршување. Годинава ликовната колонија ќе се реализира во комплексот Осоговски конак на Пониква на Осоговските планини. Учесниците ќе работат на сликарски платна во акрилна техника. Материјалите за работа на колонијата ги обезбедува Центарот за култура Бели Мугри, а исто така за сите учесници се обезбедени сместување и исхрана.